Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Нови 38 случаи на COVID-19 во земјава во последните 24 часа. 3 од нив се од Тетово. Од вкупно 10, изгласани 2 точки на седницата на Советот на Општина Тетово, записникот и акциониот план за чистење на речните корита. Кафулињата започнаа со работа според утврдените протоколи за заштита. Во изминатите 24 часа во земјава регистрирани се 38 нови случаи на COVID-19, од кои 3 се од Тетово. 2 пациенти од Тетово починаа, а Институтот за јавно здравје регистрира и 16 оздравени пациенти. Починаа 2 пациенти од Тетово со COVID-19. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби почина 74 годишен пациент, лекуван на клиниката од 21 мај. Во градската општа болница 8 септември почина пациент на возраст од 57 години, хоспитализиран на 23 мај. Во Институтот од болницата Ремедика за анализа е пристигнат посмртен бриз на пациент од Скопје на 53 годишна возраст и истиот е позитивен на COVID-19. Во последните 24 часа направени се 560 тестирања, а регистрирани се 38 нови случаи на COVID-19. Скопје 24, Куманово 4, Штип 4, Тетово 3, Неготино 2 и Битола 1. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 16 оздравени пациенти. Исправени сме пред 2 избора, да се навикнеме безусловно да ги почитуваме мерките за заштита на здравјето, кои се предуслов за нормализирање на состојбата, или со непочитување на мерките да ризикуваме повторно враќање назад, кон рестрикции и остри мерки, вели министерот за здравство Венко Филипче во своето обраќање објавено на социјалните медиуми. Анализите на епидемиолозите потврдија дека состојбата е стабилна, а досегашната стратегија даде резултат. Го заштитивме здравствениот систем и одржавме епидемијата под контрола. Ова беше предуслов да ги олабавиме рестриктивните мерки. Но мерките за лична заштита остануваат, да важат и мора целосно се почитуваат. Задолжително носење маска или прекривка на устата и носот, одржување физичка дистанца, редовна хигиена и дезинфекција на рацете се мерки кои остануваат дел на нашето секојдневие. Со овие мерки ние продолжуваме понатаму и со нив ќе се заштитиме. Почитувани граѓани, вирусот нема да се замине. Очигледно е дека со него ќе мора да научиме да живееме и тоа подолг временски период. Ова значи дека одговорноста на граѓаните е сега уште поголема. Не дозволива оние кои ги почитуваат мерките да бидат во ризик од оние кои што тоа не го прават. Апелирам и до надлежните институции. Сите прекршувања кои го загрозуваат јавното здравје мора да се санкционираат. Сакам на сите да им биде јасно. Со заштита на сопственото здравје ги штитите сите околу вас, спасувате животи на вашите блиски, на вашите сограѓани и им помагате на здравствените работници. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 2077. Бројката на оздравени пациенти е 1486, на починати е 122, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 469. Прекината седницата на Советот на Општина Тетово, која заседаваше во салата на Општината, по двомесечна пауза поради пандемијата со COVID-19. Од 10 точки беа изгласани 2, записникот и акциониот план за чистење на речните корита. По повеќе од 2 месеци пауза поради пандемијата со COVID-19, советниците се вратија во салата на Општина Тетово, но седницата се одржи со жестока расправија, уште пред да се усвои записникот од минатата седница. Опозиционите советници реагираа зошто во дневниот ред не е вметната предлог одлука со мерки за заштита на населението, но и фирмите погодени од COVID-19. Очигледно на мнозинството на Советот му се приоритет точки за усвојување на дупови, кои предвидуваат бетонирање на градот, рече советникот од ВМРО ДПМН Александар Велјановски. Не знам како Министерството за транспортни врски ја даде оваа дозвола и дозволи да му се прави ова на Тетово, имајќи предвид се поголемата и позачестена изградба на стамбени објекти во централното градско подрачје.
9-та и 10-та точка од дневниот ред предвидуваат нова локација долж булеварот Индустријска, да се изградат 20 стамбени објекти. Но двете точки не беа усвоени, а не беше прифатена ниту предлог точката за донесување на мерки за COVID-19. Седницата беше прекината, откако сите советници не се вратија по паузата за координација. Председавачот на Советот Беки Мемети рече дека барањето на опозиционите советници ќе се разгледува и прифати на една од наредните седници. За да се донесат мерки за COVID-19, треба најпрвин да се побара финансиска анализа од општината, со какви капацитети располага за помош на фирмите погодени од вирусот. Тетово последниве неколку недели едно од најголемите жаришта на COVID-19 и денеска има евидентирано нови 3 случаи, но на првата седница на местодневен ред со мерки за заштита од заразата имаше предлог одлуки за бетонирање и урбанизација на градот, но и легализација на дивоградби. Започнаа со работа рестораните и кафулињата во Тетово. Отворени се само летните тераси, а персоналот го следи протоколот за работа. Се носат заштитни маски, се врши дезинфекција, а на масите има максимум 4 столици. Оддалеченост на масите на 1,5 до 2 метри, дезинфекцијски средства, заштитни маски на персоналот и максимум по 2 гости, односно 4 на иста маса ако се од исто семејство. Под овие услови денес кафулињата започнаа со работа. Угостителите очекуваат со подобрувањето на временските услови да се зголеми посетата од страна на гостите. Данеска со последната одлука што беше донесена, почнавме со работа, кафејќето се отвори. Има муштери од Савајле, први гости што дојдоа. Често се фамилиарни луѓе или по 2 на маса, како што беше кажано. Препораќа да се следа, имамо дезинфекцијски средства, марамчиња со алкохол, све да се бриша луѓето. Очекуваме да има и поиќе муштери, со поглед на време што денеска не е убаво. Би требало да се среди се теков на денови. Кажи ми, персоналот постојано е со заштитни маски, така? Да, ти се менјава на ден по еднаш маските, руките се мија на саки пола сат, се следи, имамо средства, си ставаме за нас, кој се користи. Си работите во смени? Да, по 2 смени, едни од сабајле до 3 сат, другите од 3 до 10, кај што е според одлуката донесено. Кажи ми, со оглед нели на тоа дека треба да има растојание помеѓу масите, наредено е како што се препорача? На 1,5 метри се прилика масите до 2, по 4 столици на секоја маса, колку што е дозволено. Отворени се само летните тераси, како и внатрешните делови кои се отворени од 3 страни и имаат кровна конструкција. Угостителските објекти денес повторно почнаа со работа, откако по околу 2 месеци беа целосно затворени. Угостителите ќе имаат право да бараат лична карта од гостите за да ги сместат на соодветна маса, доколку се членови од исто семејство. Ќе се врши нивно едуцирање за спроведување на протоколите, а ако истите не се почитуваат, ќе следуваат и казни. Угостителите треба да бидат одговорни, да бараат лични карти на гостите и да ги спроведуваат мерките. Тие токму како правни лица ќе бидат предмет на контрола, истакна директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски. Овие тврдења произлегуваат по одлуката од денеска да започнат со работа угостителските објекти, кои тоа и го сторија, но според утврдените протоколи. Кенлерот, односно газдата на угостителскиот објект е тој кој што треба да ги спроведува протоколите. Инспекторите нема да ви побараат лична карта, бидејќи инспекторите не бараат лични карти на физички лица. Ние вршиме контрола согласно Законот за угостителска дејност кај угостителите. Тие како правни лица ќе бидат предмет на контролите од страна на инспекторите. Протоколите се донесени за да ги спроведуваат угостителите. И тие се одговорни да бараат и лични карти, тие се одговорни да даваат соодветни места на оние кои што ќе дојдат во нивните угостителски објекти и тие се тие кои што треба да ги преземаат овие мерки согласно протоколите.
Инспектори во наредните 10 дена ќе ги едуцираат угостителите за спроведувањето на протоколите во овој период, рече председателката на Инспекцијскиот совет Магдалена Филиповска-Грашковска. Формираме тимови на инспектори кои во наредниот период координирано ќе вршат надзор врз спроведувањето на контролите во угостителските објекти, кои што првенствено ќе имаат едукативна и информативна функција, односно ќе вршат запознавање на угостителите со протоколите во детали. Во овие тимови ќе има инспектори од Државниот пазарен инспекторат, од Државниот инспекторат за труд, Агенцијата за храна и ветеринарство, а новина е што тимовите ќе бидат засилени и со инспектори, односно контролори од Управата за јавни приходи, со што ќе имаме координиран и сеопфатен пристап при посетата на овие локали. Потенцирам дека инспекцијските тимови ќе имаат пред се задача да ги запознаат и едуцираат угостителите со содржината и начинот на спроведување на протоколот за отварање и работа на кафетерии и протоколот за отварање и работа на угостителски објекти за исхрана. Нагласувам дека прв приоритет на сите треба да ни биде јавното здравје, здравјето на граѓаните, на сите нас. Филиповска-Грашковска смета дека 10 дена се доволни за известување на сите, но ако и покрај укажувањето, угостителите продолжат да не ги почитуваат протоколите, тогаш ќе следуваат казни. Верските заедници се правни лица и мора да ги почитуваат законите, но и препораките за време на пандемија, велат во интервју професорката Мирјана Најчевска и пратеникот Мухамед Зекири по неколкуте верски настани, каде се евидентираше непочитување на мерките на здравствените власти. Следува дел од интервјуто кое целосно ќе може да го погледнете по завршувањето на регионалните вести. Правото на вероисповест не може да биде ограничено заради тоа што тоа се остварува. Се извинувам, се остварува лично, се остварува приватно и воопшто не зависи од она што представуваат ограничувања во државата. Добро, Зекири, дали вие ја поддржувате одлуката на владата, која беше донесена речиси истовремено кога, да речеме, во Турција, во Саудиска Арабија, во Косово се донесе одлука за неколкудневен карантин? Ние имаме неодговорни луѓе кои што ги водат верските заедници, за жал. Донекаде се согласувам со тоа дека власта како да попушта на верските заедници. Не смее да има двојни аршини за никого во државата. Секој пред законите мора да биде еднаков. Во гостиварските училишта се прават инвестиции за подобрување на условите за настава. Основното училиште Исмаил Кемали доби нови тоалети и кабинети по хемија и биологија. Периодот додека учениците не одат во училиште поради пандемијата, во гостиварските училишта се користи за зафати и проекти со кои се подобруваат условите во објектите. Во основното училиште Исмаил Кемали направена е целосна реконструкција на тоалетите. Нов изглед и опрема се обезбедени и во кабинетите за практична настава по хемија и биологија. Инвестициите се реализирани со финансиски средства од буџетот на општина Гостивар. Не знам дали знаете како изгледаат тоалетите во Исмаил Кемали училиштето, меѓутоа и во други училишта во Гостивар беше во мизерна состојба. И сега тие се реновирани, се работи за 8 нови, средени по да речам, по стандарди како што се препорачливи по закони и правила. Исто така реновирани кабинетот по хемија и биологија, кои што практично и не постоја. Се уште не се како што треба, меѓутоа се надевам во следниот период да инвестираме и да изгледа достоинствено. Исто така се работи и за канцеларијата на наставниците каде што седат и тоа е реновирано. Стварно тоа се скромни инвестиции, меѓутоа изгледа релативно добро и достоинствено за наставниците и дворот на училиштето и таму е инвестирано. Во овој објект на училиштето, кој е централен, настава посетуваат околу 1000 основци. Директорката Шпреса Усеини истакна дека со реновирањето на тоалетите се решил еден од најголемите проблеми за установата, за кој честопати добивале забелешки и од инспекцијските служби. Сите инспектори за овие 3 години, а ги имало многу често од санитарните инспектори, првата приметба ни беа тоалетите, значи не се влегуваше буквално од мирисот. Јас ништо не би сакала друго да речам,
ова е навистина не е некој многу стар објект, 23-4 години е направен и нормално бројот на учениците тука е голем. Само во овој објект ги имаме над 1000 и нормално дека со годините тие ќе се амортизираат и нормално дека треба инвестиција. Различни проекти овој период се реализираат и во други училишта, како основните Единство и Мустафа Кемал Ататурк во градот, Лирија во селото Вруток, Гостиварската гимназија и други. Градоначалникот посочи дека сите инвестиции се финансираат од општинскиот буџет, без никаква помош од Министерството за образование. Во идниот период ќе продолжиме колку што можеме да инвестираме по нашите училишта, бидејќи нашите деца стварно им требаат достоинствени услови. Би сакал да кажам дека во сите овие колку и да се скромни инвестиции, од Министерството за образование немаме добиено ни еден не денар. На подрачјето на општина Гостивар има 11 централни основни училишта, 20 подрачни и 4 јавни средни школи. Во сообраќајна незгода во близина на Бунец повредени се 2 гостиварки. Малолетник приведен откако во неговиот дом биле пронајдени марихуана и нож. Ова се дел од информациите од денешниот полициски билтен. Повредени 2 гостиварки во сообраќајката случајна утрово во близина на Бунец, влез на Националниот парк Маврово. Во неа учествувале патничко моторно возило Volkswagen Golf 4 со дебарски регистерски ознаки, управувано од 67 годишен дебранин, и товарно возило Мерцедес со гостиварски ознаки, што го управувал 55 годишен гостиварец. Повредените се пренесени во гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош. Вчера вечер на улица Гоце Делчев во Гостивар полициски службеници лишиле од слобода 17 годишен малолетник, бидејќи по извршен претрес над него и во неговиот дом, по претходно издадена судска наредба, биле пронајдени марихуана и нож. По целосно документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Полицијата вчера привела и 58 годишен гостиварец, кој го нарушил јавниот ред и мир со оддавање на пијанство. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Од СВР Тетово информираат дека во текот на изминатото деноноќие нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат изготвени им се на 16 лица, 10 во Тетово и 6 во Гостивар, додека вкупно биле контролирани 205 лица со вакви решенија. Изјави за самоизолација подпишале вкупно 10 лица, по 5 во Тетово и во Гостивар, а контролирани биле 20 лица со подпишани изјави за самоизолација. Во овој период за неносење заштитни маски на вкупно 158 лица изготвени им се прекршочни платни налози, од кои 113 во Тетово и 45 во Гостивар.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Почитувајте ги препораките, чувајте го вашето и здравието на другите. Останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно.